што никогаш сте сакале да знаете за аудио подкаст, а никогаш не сте се осмелиле да прашате. Coffee Daily. Добро дојдовте на вечерашната емисија. Јас сум Сани и денеска имаме тројца гости. Првото прашање кое што би сакала да го поставам до моите тројца гости, на кои начини сексуалните работници може да се организираат како би ја подобриле ситуацијата во Македонија? Што е она што они сакаат да го подобрат за во иднина? И како би се организирале, како би го извеле сиот тој чин, од чекор до чекор? Вака сега. Ние би сакале да сме, повеќе видливи. Нашиот подкаст, да речем, би можеле да биде и на видео подкаст. Да се организираме неколку сексуални работнички или трансродови лица, тие што ги застапуваме. Да направиме едно, да речем, видео со нивни пораки и размислувања. Се што никогаш сте сакале да знаете за аудио подкаст, а никогаш не сте се осмелиле да прашате. Coffee Daily. Добро вечер и од мене, поздрав до гледачите. Вака, би започнал со тоа што би било убаво да се вклучат и активираат невладините сектори кои што со кои што соработуваме, да има повеќе масовни собирања. Конкретно се мисли тоа, на тоа за јавни собири, протести кои што и како помагаат во целата проблематика со која што се соочуваме секојдневно. Антидискриминација, за декриминализација, за право на слобода, за тоа што секоја, иста е и нашата професија како и секоја друга професија, дека и ние сме луѓе, да има многу вакви теми на разговори по студија како што сега сме во овој момент, да не биде само сега и никогаш, него да во повеќе телевизиски куки да се дебатират, да има повеќе вакви емисии. Сакат граѓаните да видат и да се запознаат за што поточно станува збор во однос на Facebook, Twitter и така натака. Тоа е тоа. Би сакала да додадам само на ова, да се надоврзам од претходниот мојавот од колегата, кој што сега го спомна и наведе многу добри работи кои што треба да се променат во еднината, општо гледано на сексуалната работа. Јас тука ќе им порачам на слушателите дека ние сме тук, ние сме видливи. Сексуалната работа е работа и треба да бидеме прифатени. Воедно сакаме да ги охрабрам слушателите, а воедно и оние сексуални работници кои можеби вечерва не слушаат, да истапат јавно и гласно и да не се придружат, заедно да ги соединиме силите за да можеме да извојуваме многу повеќе права во иднината. Добар ден и добре дојдевте. Јас би сакал да ви поставам едно прашање. Од каде доаѓа стигмата на сексуалните работници и дали се уште зборуваме за сексот како табу тема? Стигмата доаѓа од општеството, различни сваќања, различни можеби култури. Секој различно размислува дека сексот се уште е табу тема, па да, дефинитивно да. Сега ние како сексуални работнички, кој како не сваќат, ние ја работиме таа работа, ја сакаме, си ја работиме со љубов, како и секоја друга работа, секој што ја прави. Ама мислам дека уште подолго време да се трни стигмата и да прекини веќе сексуалната работа да биде табу тема. Се што никогаш сте сакале да знаете за аудио подкаст, а никогаш не сте се осмелиле да прашате. Coffee Daily. Што значи стравот од непознатото? Како сексуални работници во нашата држава сметам дека се уште не сме доволно видливи и поголемиот дел од населението и околината немаат добра перцепција за нас и тоа уствари ја ствара стигмата кај нас затоа што не знаат уствари повеќето од нив, како што кажав, со што ние сексуалните работници секојдневно се соочуваме. Стигмата секојаш ќе биде присутна, но
Ние се стремиме кон тоа да ја искорениме од луѓето и сакаме да ги едуцираме, затоа го правиме овој подкаст и затоа сме тука вечерва со вас. Би сакале се подетално да ви објасниме, доколку вклучите се како гледачи на студиото. Да го збориме за сексот како табу тема, за мене воопшто сексот не е табу тема. За мене сексот е секојдневие, можем да речем и навика. Не знам што сексот представува за вас, за мене представува уживање во работата едноставно, затоа што сум сексуален работник. Но пак ќе се надоврзам тоа на нашето население, дека баш секој јасно и гласно се отвора да зборува за сексот. Например, јас кога искачам навечер, например, на една пијачка со моите другарки, ние секогаш зборуваме за сексот. Дали се пријатели, дали се домашни. Често знаеме да се смееме на тема на сексот, што е многу добро, затоа што така некој во смејата може да се едуцира повеќе околу сексот и мислам дека се послабо и послабо кај им биде сексот табу тема на луѓето. Ви благодарам на вашите одговори. Се што никогаш сте сакале да знаете за аудио подкаст, а никогаш не сте се осмелиле да прашате. Coffee Daily.